Утре е денот Д за кавадаречкиот фудбал. Ден кој што се чека со години наназад. Утре фудбалерите на градскиот фудбалски клуб Тиквеш имаат можноста да се вратат во првата македонска фудбалска лига. Утре на нашиот најголем стадион, на арената Тодор Проевски во Скопје, ГФК Тиквеш го игра баражот против екипата на Силекс од Кратово. Ги посетивме кавадаречките фудбалери на последниот тренинг овде во Кавадарци и ќе се обидеме да поразговараме со луѓето од управата, со тренерот, со капитенот, за нивните очекувања и за тоа што и публиката може да очекува на утрешниот надпревар. Ќе поразговараме со Ефтим Илиев, спортски директор на клубот, и ќе го прашаме дали може утре да очекуваме Тиквеш да се пласира во првата македонска фудбалска лига. Атмосферата и очекувањата ни се таму насочени, така да прва лига, само тоа, таму ни е цел фокус. Атмосферата во клубот? На високо ниво, без разлика на последниот резултат. Така да за сега сите коцки, сите патокази не водат кон прва лига. Морам да споменам, во последниве денови имавте посета и од ветераните, и од лозарите, кои што на некој начин, нормално и од градоначалникот, ја даваат она неопходна морална поддршка на клубот. Тие и секоја посета што имавме, кои ги спомна и лозари, и ветерани, и градоначалникот, само предонесе атмосферата да дојде на повисоко ниво, да покажеме дека се игра, дека има за кого да се игра. Тоа е голем проблем оваа сезона, бидејќи играчите играат на празни трибини. И кога играш на празни трибини, се осеќаш дека не играш за никој. Играш као, не знам, рекреативно. Дури на рекреативни има повеќе публика него ли на трибините. Али таа поддршка во последните неколку дена, мислам дека го кренат мотивот по тоа прашање на повисоко ниво. Видија играчите, стручниот штаб, тренерите, сите комплет, дека има кој за кого да се игра, без разлика на цела ситуација околу короната, така да се надевам дека и тој, да речеме, и таа коцка и тој патоказ го насочуваме да ни покажува кон прва лига. Илиев, јас одговорот го знам однапред, меѓутоа морам да ве прашам. Што кога Тиквеш ќе се пласира во првата лига? Ве очекува еден куп работа. Значи, ако мора да викаме, да влезиме, ќе влезиме во прва лига. Во среда веќе почнува многу работа. Мислам дека од инфраструктурно до играчко, до административно, секое прашање се отвора и мора одново, и моје мислење дека од корен треба да се смени и да се реши. Значи, прва лига бара пред се многу по инфраструктура на многу повисоко ниво, бара сериозност на многу повисоко ниво, играчки кадар многу посериозен, значи да имаш и јаки играчи на терен, ама еднакво јаки играчи и на клупа. Значи бара и административно многу поголем ангажман, значи кога имаш толку голем обем на работа, треба некој тоа и административно да го сработи. Така да во среда веќе почнуваат нови и многу потешки проблеми. Потешко е според мене да се опстани во прва лига отколку да се влези, ама се надевам дека со влезот ќе докажеме дека можеме тоа да го сработиме. И што само едно прашање, имаме нов терен, трибините лека полека, еве и последната трибина гледаме полека се усовршува, односно завршува. Што е она од инфраструктурата што ви преостанува да го средите? Види, за прва лига ќе се барат соблекувални и административни простори. Пред се, тие што ги има сега, Тиквеш, за втора лига се сосем окей, но прва лига бара на многу повисоко ниво. Треба или да се реновираат или одново да се градат, тоа допрва ќе се решава тоа прашање, али тоа е едно од главните проблеми од страна на инфраструктура што му треба на Тиквеш. И второ, а можеби и многу побитно прашање, е со терен за тренинг. Значи на овој терен тука, ако се тренира, ќе стане ист како што бил претходно. Мора да имаме втор терен, каде што ќе се тренира.
Значи, кај што може да го експлоатираме, дали ќе биде тоа на вештачка трева, дали некој од постечки терени ќе се обнови, ќе се не на вакво ниво, ама да се адаптира, да е блиску до ова, да може безбедно да се тренира, пошто на лош терен, кога се тренира на високо ниво и со висок притисок, лесно се стигнува до повреда. А таков луксус во македонскиот фудбал да имаш 2, 3, 5 повредени фудбалери, не може да го имаш. Така да мора да внимаваме на повредите, а у исто време да го задржиме тренизите да бидат на високо ниво, така да за тоа мора да имаме терен, добар терен за тренинг. За крај ќе кажам, се гледаме утре вечер на градскиот площад да го прославиме пласманот во првата лига. Се гледаме. Таму обавезно ќе бидеме, така да мора со тој менталитет да настапиме утре цел ден и знам дека навивачката група Лозари спреми некоја изненадување. Пане Блажевски како тренер знае како се играат баражите, знае како е екипа да внесеш во повисок ранг на надпреварување и токму затоа ќе го прашам процентуално колкавени се шансите утре да се вратиме конечно во првата лига. Па јас нема да кажам во проценти, али мислам дека вакви надпревари, јас као тренер ми е ова трет бараш и нормално очекувањата се да овој тим Тиквеш, кој јас 4 месеца сум тука заедно со овие момци и се спремавме од прилика за овој бараш, пошто направиме бодовна разлика за тоа второ место и визијата ни беше баражот да пробаме овој надпревар, да го одиграме максимално одговорно. Знаеме дека Силекс е прволигашка екипа, дека е квалитетна екипа, не ги подценуваме, не ги преценуваме, ќе пробаме да излеземе, да одиграме еден прав надпревар. Во вакви надпревари многу сегменти и многу фактори влијаат за резултатот, индивидуално, тимски потези. Јас верувам во овие момци, знам дека има желба и ќе пробаме да направиме тоа да Тиквеш успее после толку долго време. Во изминативе денови ја студиравте играта на Силекс, баравте слаби точки, успеавте ли во сето тоа? Па да, јас као тренер и со моите соработници, тоа ни беше ова недела целта. Ние и пред тоа не знаеме кој ќе биде противник, се одлучи на крај првенството во првата македонска лига и го добивме Силекс. И она што требаше да го направиме од наша стручна работа, заедно со мојот тим, Силекс го анализиравме и нормално видовме и добри и лоши страни и од тоа на тој план работевне. Што можеме ние да направиме, што може Силекс да направи и мислам дека сме добро подготвени, добро момците изработија, го прифатија тоа што сакаме да го направиме и на офанзивен план и на дефанзивен план. Морам да ве прашам, според вас, кој дел од теренот ќе го реши победникот? Одбраната, средниот ред? Па ја мислам дека во вакви надпревари се решава, да, може и на сите полиња. Јас пак ќе кажам, притисокот е голем и кај нас и кај Силекс, али сепак ќе кажам една моја размислување дека сепак Силекс е, да не кажам, под поголем притисок него Тиквеш. Ние нема што да загубиме на надпревар, ќе пробаме да одиграме квалитетно. А за тоа кај се одлучува надпреварот, ја мислам дека овде може да кажам дека во вакви надпревари на сите полиња се решава и тие што кажав да ќе се повторам, значи индивидуални, тимски, индивидуални потези, индивидуални грешки надпреварот може да реши. Али нормално сега ќе бараме ние тие тука решење како да направиме ние да бидеме у позитива. Па некојаш и на крај факторот е среќа. Здравствениот билтен? Па добро, мислам дека сме окей, имам немала некоја ситна повреда на еден играч, али све е окей и мислам дека сме добри сите. Ќе бидеме комплетни, немаме проблем, картони и такви работи? Немаме све комплет, имаме у игра 15-16 играчи, за вакви надпревари треба, знаеме дека на вакви надпревари треба и тие замени да го решат тој
надпревар правите. Не е само тие што почнуваат, него тие прави замени што треба да ги направиме, да направат баланс за подобро да излечеме подобар резултат. Силекс договарува и купот и сега јас ќе потврдам онаа ваша дефиниција од пред малце, притисокот на нивна страна. Од една страна тие губат со тоа што би излегле од првата лига како освојувачи на купот, од друга страна точно дека ние нема што да загубиме, меѓутоа пак ќе речем кавадарчани премногу го чекаат местото во првата лига. Па добро, мислам дека Силес прво да им честитаме за освоениот куп. Као екипа, Силес е екипа која 15 години е во таа прва македонска лига, дека Силес е организиран клуб, дека екипа што играла и на европски надпреварувања. Сега доаѓа една ситуација каде што после освоениот куп Силес треба да се сретне со еден второлигаш и сега све зависи како екипата ќе го одлучи дали ќе не подцени или ќе влезе максимално, пошто он има сега некоја самодоверба, али фудбалот е неизвесен, не се знае ништо. Овакви надпревари ќе кажам дека може све да биде. Александар Вареловски за утрешниот надпревар ќе носи капитенската лента. Брзи, тикваш во прва лига. Има ли друга опција? Друга опција се надевам дека нема. Значи, сите да сакаме таа желба. Нека што сакаме, тука чекаме долго време. Сите, цел град, лозари, не знам, обични навивачи, значи сите до еден, посебно фудбалерите. Во 3 години втор бараш со Силекс. Да, и за жал првиот не можев да го играам, нели се повредив. Се надевам сега ќе заврши среќно. Па може би затоа и капитенската лента на твојата рака со оглед на фактот што ете, може би токму ти ќе му ја донесе среќата. Господ, може така требало да се десе нешто. Кажи ми каква е атмосферата во клубот? Супер, супер, екстра. Значи по самиот факт што се бориме за прва лига, значи нема споредба втора и прва лига, значи искрено да правиме моабет. Сите да сакаме таа прва лига и дефинитивно мора да пробаме да го дадеме максимумот. Колку за вас фудбалерите и играчите значи посетите на ветераните, на лозари, на градоначалникот? Значи искрено, значи многу посебно вчера тоа што се деси. Значи со лозари, тука со поддршка, со се, исто го поштувам и тоа со ветераните, мада можеше да дојдат и поголем број, али нема врска, што е тука, ние сме спремни за тоа и се надеваме ќе го израдуваме цел град. Сега вака, ти си обично твојата позиција е бековска, значи на некој начин играш во одбраната, тоа значи дека не треба да дозволиш ти и твојот одбранбен ред да примеме гол, но од друга страна играш и офанзивен бек, она модерно, нели? Што значи твоите нафрлени топки некој ќе треба да ги реализира, односно твоите бегови пробеви по десната страна. Па вака сега, знаеш, фудбалот е колектив, без разлика кој каде игра, утре сме сите одбрана, сите напад. Се надевам дека ќе бидеме сплотени во едно и како 11 души, како еден, ќе успееме во тоа, без разлика, дали влегал од клупа, дали излегал, дали не знам, значи сите треба да бидеме едно утре. Да те прашам, имаме ли джокер во раковата? Па Нема да откриваме кој само дали има или нема. нема врска, нека остане нели тоа, дали како тајна, дали нешто друго, Ке без се разлика. видиме Да. Вареловски, ова истото му го реков и пред малце, се гледаме во вторник на градскиот плоштад да го прославиме пласманот во првата лига. Здраве Боже, од твоја уста во Божи уши. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.